Втората фаза треба да ја аплицираме до 6 август како целосна апликација, во скоп на која што апликација значи треба да имаме конкретно идејно архитектонско решение на самиот објект. За архитектонското решение денеска тука се луѓето од Скопје, значи групацијата Архигруп, да, кој што ќе ни го презентира значи решението, на база на која што ние може да дебатираме, сакам да го офрабам значи сите на почетокот, да дадете своји мислени забелешки за да добиеме што подобро решение. Функционално, одена сметка да не се наруши значи сегашниот начин и навики на функционирање на жителите на градот, на користниците на тој простор кој што е јавен, а при тоа да се обидовме да успееме да добиеме таа втора намена, како што беше кажано, за фестивали, за туристички манифестации, кои што би се организирали евентуално во одредени временски периоди на истото место. Значи, со тоа пробавме да му дадеме на втора намена на плоштадот, без при тоа да се наруши првобитното користење. Значи, главната комуникација сообраќајна која што постои денеска е истата. Тоа е главната правилница на широкомонтална едносмерна, останува едносмерна, која што се во правецот север и југ. Единствени интеграција на таа улица се промена на подолата. Значи, ќе се добро, таа е се знаат ли подобро од мене, че таа е главната улица север и југ што прави. Тука ќе се единствена интервенција, значи таа улица останува во на истото место каде што е, по вертикала ќе се изнивелира соодветно на тахиметриските подлоги, ќе кажам подоцна за тоа. Единствено што ќе се интервенира на таа улица е што ќе се постави нова водоводна, односно канализационна инсталација за одводнување на водата и ќе се постави нова водна подлога, која ќе биде од природни материјали, од камен, со таа разлика од природен камен, со единствена напомена што во средината, каде што доаѓа оваа оската север-исток-запад што е, значи од Сузост и банката, и од поштата према тој малиот амфитеатар долу. Во тој дел, дури и на центарот се гледа, направена е промена во партерот, во материализацијата на партерот, со цел да се успори за одреден степен сообраќај. Сега, главната приказка од целото ова е оската исток-запад. Значи, на источната страна, тука тангираме со хотелот, со судот, од оваа страна и со стоковната куќа. Тие имате постоечки влезови, кои што си се такви што се нели. Тие се по вертикала се сите снимени и кај сите нив постоечки влезови се запазуваат, се остануваат такви како што се. Пред сите нив, тоа е овој дел тука, е предвидено едно плато по-високо од партерот на хотелот, партерот на площадот, за да се чуваат постоечките влезови и после тоа амфитеатрално со неколку скали се симнува тој дел на нивото на целиот площад. Со тоа се овозможува, значи тој прв дел тука плавото е водена површина ниска, на ниво на партер, значи не е структурално, не е ниска. И за тоа фактички оформен првиот дел, каде што би можело евентуално да се прават манифестации, концерти, презентации и така натаму. Интересно, видите беа дискусирани бараки кои што се наоѓаат сега во моментот за мајмаркет и што пристапна рампа. Тие три возила кои што се стојат преку пристапна рампа за влез на мајмаркет треба да бидат дискусирани, тие се грешка сега во моментот, треба да ги страните. Видите, тоа е рампа за допирна роба во мајмаркет, а овој дел кој што е зад мајмаркет, кој што доаѓа фактички зад зградата, која што е лоцирана тука, исто така ќе биде отворен простор за паркирање на моторни возила и секако она што е просторот пред самата зграда со дислокација на трафик, која што беше тука на таа локација и оние гаражи кои што се на собствениците на таму зграда ќе бидат приспособени нови површини кои што ќе бидат ставени на услуга и на станарите од овие објекти. Страници на земјиштето на објектите ќе се отвори пак дискусија околу тоа и со соодветно прилагање на документација може да се бараат решенија. Едно од можните решенија беше поискано на тоа објект на нивното место тажно да се помогне за живот на реална работа. Тоа да се аплицира